Благодарам. Почитувани присутни, почитувани медиуми, почитуван министер. Овој ребаланс на буџет се случува во многу тежок економски момент за Република Македонија и со овој документ го докажува сето она кое што ние како опозиција скоро 6 години го зборуваме. Ова е директен доказ дека Македонија во моментов е банкротирана, економски сруша и испокрадена и земја која со брз чекор се движи кон рецесија и огромна сиромаштија. Имаме историски највисока инфлација од 14,5%, историски највисок јавен долг, експлозија на цени на основни прехранбени производи, троцифрена цена на горива, струја која поскапува 6 месеци, а сега поскапе за прва прилика од 14%, најмали плати во регионот, најмал раст, а сепак најбогата владина коалиција. Ова се времења кога брутално со шамар на реалноста беа симнати розевите очила на власта и состојбите беа и се видливи за сите. Ние сме држава во која голем дел од домаќинствата може да си дозволат само евро дневно, а владата непрестанува да троши народни пари за работи кои се освен не се неопходни. Ако буџетот за 2022 година од самиот старт беше неразвоен, сега после ребалансот ќе биде полош сократењето на средства за капитални инвестиции како основен развоен компонент за движење на економијата. Ако ова се надодаде катастрофалната стапка на реализација на капиталните инвестиции од 20%, е сосема јасно како ќе се движиме оваа година. Самата власт призна дека во буџетот предвидела стотици милиони евра непродуктивни трошоци во време на криза, кога можела од самиот почеток на годината да искористи за заштита на стандардот на граѓаните кој вртоглаво опаѓа и за заштита на компанијата кои ставија клуч на врата. Заради ваквите непродуктивни трошоци, милион граѓани живеат со 150 денари на ден и 4000 компании кои што затворија од почетокот на годината до сега. Ребалансот на буџетот покажа уште катастрофален податок, а тоа е дека проекцијата за растот на бруто домашниот производ се намалува за 1,45% или во апсолутна бројка економијата ќе падне за 25%, што значи дека за толку и ќе се зголеми државниот и јавниот долг. Тоа значи дека ќе имаме уште еднаш убедливо најлош бруто домашен производ во околината. Оваа проекција за помал раст во исто време значи дека од прилика, како што кажав, ќе се зголеми долгот, долгот кој што е во апсолутна бројка од 7 милиарди евра ќе се зголеми на 8 милиарди евра, што ќе значи дека вие сте ја задолжили Република Македонија заедно за овие 5 години кои сите во сите претходни 25 години од постоењето на оваа држава. Оваа година ќе не задолжите за нови 1 милиарда и 315 милиони евра. Проекциите за бруто домашниот производ од 3,2% се лажно оптимистички, односно има значајни изгледи горната граница да не се достигне, додека проекцираната стапка за инфлација од 7,2% ви е само сон кој што никогаш нема да биде остварен ако продолжите вака да ја управувате економијата. Реалната стапка на инфлацијата не е 14,5%, туку е реално многу поголема. Ако се види дека се што граѓаните ги трошат парите, односно ако се земе предвид основните приходи кои што се трошат, се зголемени за многу повеќе од 10%. Еве, да речеме, лебот за неколку месеци е зголемен за 100%, горивата за 55%, шекерот за 60%, млекото за 25%, маслото за јадење над 70%, брашното над 60% и струјата над 40%. Со една минимална плата може само да се јаде и да се пие. На едно 4-члено семејство за исхрана потребни му се 17.000 денари, согласно јунската синдикална кошничка објавена од синдикатите, која вкупно изнесува, внимавајте, 39.710 денари. Таа е покачена за 980 денари за 30 дена, односно за 3000 денари за 90 дена. Од јануари до сега за 3400 денари е поскапена просечната потрошувачка кошничка. Суетата и ароганцијата не знам зошто ви е во првен план. Од една страна не нудите решенија, од другата страна одбивате да ги прифатите решенијата кои што ви ги нуди опозицијата. Не го прифаќате за ДДВ за горивата и за акцизите, за кои што во овој момент цената на литар гориво ќе падне за 25 денари, кој што ќе им помогне и на домаќинствата и на компаниите. Не икете да го прифатите, но за тоа на друга страна не нудите никакви решенија. Со ребалансот на буџетот настрадаа 97,5 милиони евра за капитални проекти или 6 милиарди денари. За 5 месеци до 20 мај биле реализирани само 125 милиони евра или 20,5%, па се поставува прашањето како за уште 5 месеци ќе реализирате уште 408,9 милиони евра. Како да се поверува во оваа влада,
која досега не е закована на шајка. И ова е просто невозможно. Вкупните приходи со измените и дополнувањата на буџетот се планирани на ниво од 4 милиарди евра или истите се за 112 милиони евра повеќе отколку првично предвидените. Овие пари ќе влезат преку повисоки даноци кои што ќе ги наплатите од граѓаните кои што живеат се посиромашно, изголемувате давачките. Заради зголемената цена на основните прехранбени производи, изголемената инфлација и поскапите цени на сите производи кои што ги имаат домаќинствата, вие ќе имате повеќе приходи во буџетот. И тоа не е во ред. Лично сметам дека треба да се откажете од приходите за да му помогнете народот. Но тоа вие си знаете. Имате повисоки приходи на проценти по основ на ДДВ, на акциза, повеќе од било кога. Затоа не сакате да ги намалите акцизите и горивата и затоа не сакате да им помогнете на граѓаните и стопанствата да плаќаат пониски цени. А што е проблем да се откажат од акцизите? Нема проблем, затоа што тоа е само 50 милиони евра годишно, кои што наместо да ги давате на непродуктивните трошоци, можете да помогнете на народот. Но ајде да видиме зошто. Приходите годинава во однос на минатата година треба да се поголеми за 443 милиони евра. Скоро половина милиарда евра треба да имате повисоки приходи. И тоа не е заради тоа што ќе имате одредени сузбивања на сивата економија, туку ради ценовните шокови со кои што планирате да ги оптоварите граѓаните и стопанството. Вкупните расходи се на ниво од 4,7 милиарди евра или внимавајте 260 милиони евра повеќе од колку првично планирани буџет. Дефицитот ќе се зголеми на 700 милиони евра, односно 5,3% или 150 милиони евра повеќе од колку што планирав. И внимавајте, 4,7 милиарди евра буџет, а одбија амандмани за зголемување на платите кои што беа поднесени од двата најсериозни синдикати. Велите сте се откажали од непродуктивните трошоци. Ајде да видиме. Кај ставката плати и надоместоци планирани се 554,7 милиони денари повеќе во однос на првично планираниот буџет. Расходите за стоки и услуги се планирани во износ од околу 22,3 милиарди денари, односно 362,6 милиони евра, што е 35 милиони евра повеќе од првично планираниот буџет. Расходите за падни и дневни расходи се зголемени за 3,4 милиони евра, односно 30,2% повисоко од првично планираниот буџет. Кај ставката 421 комунални услуги, грејење, комуникација и транспорт планирани се 1,5 милиарди денари, односно 24,3 милиони евра повеќе или 44% повеќе од колку буџетот што е планиран пред 6 месеци. Ставката 425 договорни услуги планирани се 2 милиарди денари, 32,4 милиони евра повеќе од колку пред 6 месеци. Ставката 465, новата омилена и измислена ставка на владата. Исплата по извршни исправи зголемена е за 600 милиони денари, 9,8 милиони евра повеќе од колку за 6 месеци. Каде е тука кратењето на непродуктивните трошоци? Молам некој да ми објасни. Забелешки на вака концепираниот ребаланс имаа синдикатите, коморите, Организацијата на работодавачи, експертите и академската јавност. Власта се правда и бара алиби во други, но вистината е дека во Македонија, како во ние на други земји во регионот, се случува економска катастрофа. Во континуитет со оваа влада буџетскиот дефицит се зголемува. 260 милиони евра плюс на оно што првично го планиравме. Пари кои што ги немаме, за кои што треба да се позајмиме и за кои што ќе ги врати некој и некогаш. Најважната развојната компонента на буџетот се планира да се намали за 15,7 или за скоро 6 милиарди денари. Владината програма унапредување на одбраната и безбедноста со подпрограмата ВА интеграција во НАТО има намалување од 34% или 1,7 милиарди денари. Во програмата јакнење на владење на правото се планирани средства од 2 милиони денари или намалување од 9,1% како резултат на намалување на подпрограмата борба против корупција и организиран криминал која е намалена за 57,1%. Замислете, кај сме на врвот по корупција и криминал, уште намалуваме ставката. А зошто? Затоа што не треба да ги сузбиеме тие две работи во кои што сме најдобри. Затоа што се краде, се делат тендери и се плячка народниот буџет. Во програмата Економски развој за 2022 година се намалуваат средства во износ од 868 милиони денари,
односно 14,9% споредено со буџетот кој што го носевме пред 6 месеци. Под програмата финансиска подршка на инвестициите исто бележи намалување за цели 107 милиони денари. Под програмата привлекување на странски директни инвестиции и развој на слободната економска зона се намалува за 20% или цели 73 милиони денари. Кај Министерството за финансии под програма 2 за развој проекти финансиска подршка на општините се намалува за цели 43,9% или 191 милион денари помалку. Во Министерството за транспорт, во подпрограмата 2М, инвестиции во патна инфраструктура се кратат 2,2 милиарди денари или 38%. Во 3Г, се извинувам, подпрограмата за проектот за водоснабдување и унапредување со отпадни води се намалуваат 180 милиони денари помалку или 40% помалку и нормално подпрограмата 3Б, водовод и канализација на општините. Повторувам, водовод и канализација на општините се кратат 53 милиони денари или 23,2% помалку. И за локални патишта, уште понормално за оваа власт, се намалуваат дури 238 милиони денари или цели 32,2%. Во програмата интеграција на ЕУ се скратени средства од 1 милиарда денари помалку, односно 23,5%. А што ќе ни е дипломатија, кога овие нашиве подпишуваат договори од кој годе и што годе и асимилираат се она што значи македонски национален идентитет. За унапредување на животната средина се представува намалување од 335 милиони денари, односно 17,8%. Во програмата за борба против аерозагадувањето има испланирано 0 денари. Веројатно тоа замена во историјата заедно со оној што го чистеше аерото. Најголемо намалување на планирани буџетски средства има категоријата управување со отпадни води со 18% помалку или 300 милиони денари. Во програмата инвестиции во образованието намалување од 247 милиони денари, односно 21,4% во однос на првично планираниот буџет кој што го гласавме пред 6 месеци. Најмало учество во вкупните расходи, внимавајте, верували или не, има владината програма јакнење на владењето со правото со 0%. Овде има 0%. Правото и правдата во Македонија одамна се заминати, ја видовме и каде, по сметките кои што ги плаќа неодамна министерот за правда. Буџетските развојни подпрограми се посебна приказна. Овие програми кои што го дефинираат развојот на буџетот се скратени за цели 23,3% или 7,5 милиарди денари помалку. Ајде да видиме каде. Во подпрограмите на Министерството за образование се крати во изградба на училишни и спортски сали во основни училишта за 44 милиони денари или 27,7%. И за енергетски ефикасна рехабилитација на студентски домови се крати 53,6% или цели 138 милиони денари. Студентскиот град е одамна заборавен и сега е само на листовите хартија кај оној подпредседател на СДСМ кој што ви ги куца соопштенијата од партијата. Министерството за здравство под програма 1А реконструкција и доградба на објекти на јавни здравствени установи се кратат за 76 милиони денари или 29,3%. Под програмата 1Е општа болница Кичево се намалува за 16 милиони денари, а под програмите за изградба на нови клинички центри одамна се заминати во историјата. Во развојните подпрограми кај МВР се намалува под програмата 2А за реформи во полицијата за 59 милиони денари. Веќе кога видовме дека полицијата не реагира на човек кој што вперува пиштоли кон полна маса на демонстранти. Апсолутна лага е дека каде било се скратени непродуктивните трошоци за 200 милиони евра. Доволно е да се видат ставките за плати во сите институции да се издиши овој лажен балон на власт. Непродуктивните трошоци се маскирани под ставките исплата по извршни исплати и ставката комунални услуги, грејење и комуникација и транспорт. Доволни се само две институции да се види расипничкиот нарав на власт. Во буџетот на владата, кај категоријата стоки и услуги планирани се 50 милиони денари повеќе, односно 7,4%, а зголемување на ставката договорни услуги со 60 милиони денари повеќе. Влада на Република Македонија. Ајде да видиме втората институција. Во планираниот буџет, во службата за општи и заемнички работи, во предлог ребалансот има зголемување за 230 милиони денари, од кои кај под програмата за изградба и реконструкција на административни згради на државни органи, планирано е зголемување за цели 36 милиони денари,
а програмата за авиослужба, кај што треба да патуваат и да летаат, е зголемена за 3 милиони денари. Истите овие кои што ги критикуваат Скопје 2014, сега во услови на најголема криза ќе градат нови згради и ќе летаат со владиниот авион. А видете го ова, зголемување за цели 222 милиони денари има кај ставките за патни и дневни расходи и материјали за ситен инвентар. Во службата за општи и заеднички работи нема за работникот, ги понижувате и ги навредувате работниците и двата синдикати. Тука премиерот мене ќе ме нарекува курир на синдикатите, а еве какви средства предвидел. Јас не се срамам од тоа што сум курир на синдикатите, но пораката која што синдикатите ќе ве дадат на вас како влада, сигурно ќе ве подзамисли. Вкупното задолжување домашно и странско со предел балансот е планирано да се зголеми за 44,4 милиарди денари повеќе или 86% повеќе од првично планираниот буџет. 86% повеќе ќе се задолжиме отколку што планиравме за првично иницијалниот планиран буџет. Задолжувањето во странство е планирано да се зголеми за 184,7% повеќе од задолжувањето предвидено со усвоениот буџет за 2022 година. И наместо да се скрати на непродуктивни трошења, на партиски вработувања, на луксус, луѓето го прават спротивното. Па така и во овој предлог ребаланс на средствата за овие ставки на секаде ќе има раст. И со оглед дека знам дека некој ќе стане од тука и со партиско соопштение ќе ме обвини дека лажам, еве поставки ќе ви ги читам министерствата. Кај Министерството за локална самоуправа, ставка 420, патни и дневни расходи се повисоки за 55,4% и ставка 425, договорни услуги за 44,6%. Министерството за економија можеби ќе има намалување на програмата ДГ, поддршка на мали и средни предпријатија за 3,2%, но ќе има зголемување на ставката за патни и дневни расходи за 7,4%. Службата за општи и заеднички работи, ставка 420, патни и дневни расходи зголемување за цели 1.428,6%. 1.426,8% зголемување на ставката за патни и дневни расходи. Ставката 423, материјали и ситен инвентар за 36,6%, а ставката 426, други тековни расходи за 103,5%. Кај Министерството за труд и социјална политика, ставка 420 за патни и дневни расходи се зголемува за 11,9%. Министерството за политички системи и односи за заедниците во програмата за администрација има зголемување за 59,6% или 31 милион денари, па тука ги повикувам синдикати да се обратат кај господинот Груби да им објасни како за таму ќе има, а за никаде ќе нема пари. Министерството за образование и наука, ставка 420, патни и дневни расходи, зголемување за 2,8%, ставка 425, договорни услуги за 12,7% и секако ставката 483 за купување на мебел замислете за 15,2%. Министерството за финансии, ставка 425, договорни услуги за 31,1%, а ставката 483 за купување на мебел за цели 61,3%. Министерството за финансии, купување мебел 60%. Во Министерството за одбрана можеби ќе се скратат средствата за интеграција во НАТО за 34%, но затоа ставката 420 патни и дневни расходи ќе се зголеми за 20,9%, ставката 423 материјали и ситен инвентар се зголеми за 35,9%, ставката 429 договорни услуги за 59% и секако ставката 483 за купување на мебел за фантастични 300%. Она што е важно, не имавме 174 амандмани, голем дел од нив беа суштински. Се прифатија неколку мина видеоизмените, но суштинските не се прифатија. Па така, тука сакам да нагласам дека ССМ и КСС како најголеми синдикати не ги добија нивните барања во буџетот, нема линеарно зголемување на платите, нема помош за приватниот сектор, нема прифатени амандмани за забрзување на капиталните инвестиции во државата и посериозна контрибуција кон оној дел од буџетот каде што се вложуваат средства за да се заврзе економијата. Нема такви прифаќања и она што е важно, што треба да се каже, СДСМ имаше само 2 амандмана, додека ДУ имаше 0. Ете толку тие се грижат за ваквиот буџет. И што ќе добиеме со ова? Нема да добиеме ништо. Ќе имаме убедливо најголем буџет, но нема да им се помогне на оние на кои што им треба. Синдикалната кошничка ќе расте, струјата ќе поскапува, а во овој буџет нема предвидено средства
за справување со зимата. И затоа се потребни предвремени избори во кои што овие луѓе кои што не знаат како ќе се заминат, а ќе добијат сите освен оваа криминална клика на власта. Благодарам.